У Кочани кога ќе идеш, кога ќе ме видат у Кочани, пошто идам таму, кога ќе ме видат у Кочани ми кажа што си тепав тебе? Види што направи. Не бе, ние сме криви. Ние сме криви. Колку со 14 гласа те? Вика, види што направивте. Ова ми зборат у Кочани луѓе. Вика, гледа што направивте. Сите кои што суштина скоро 4 години го блокираат градот, сите беа наградени советници. Сите кои што беа послушни кон Христијан Мицковски. Маријан Доновска стана на директор на институт ова што спомнавме Фарбаната стана пратеник. Луке Галевски е во кабинет кај Христијан Мицковски. Да. Овој министер стана Стефан Андоновски. Стефан Андоновски стана министер. Значи тие што го блокираа Скопје, кои што го уништија градот практично, тие беа наградени сите од Христијан Мицковски. Апсолутно е, па нормално кога се работи за агенда на големиот вожд на шпицниот, едноставно тоа е резултатот, ќе бидат наградени тие кои учествувале во проектот на, затоа што јас мислам дека и Мицковски, сите тие политичари, они го гледаат политичкиот живот низ призма на доаѓање до власти, тоа е едноставно. После доаѓање на власт треба да се наградат, ама ја едноставно ви велам, значи однесувањето на ВМРО, дури ВМРО, ние не го криеме тоа дека ние на почеток имавме соработка во град Скопје со ВМРО. Тоа е апсолутно. Ама ние дури за наши иницијативи која се работеше не добивавме поддршка од ВМРО ДПМН. Значи ВМРО ДПМН е една толку концентрирана партија во интересите на Мицковски и на раководството на Мицковски, што дури не може ни здрава политика да се тера со нив. Значи ние пробавме тогаш и соработка да имаме за иницијативи. И тоа знаете какви бенигни иницијативи. Имавме иницијатива, ако има субвенционирање на велосипеди за граѓани на Скопје, да има посебна категорија за субвенционирање на велосипеди за ранливи категории. Значи тоа е стварно една бенигна работа како посебна категорија. И окей е, као нема нешто вакво негативно, моравме со СДС го гласавме тогаш, мораше опозицијски да се обединат да работи, иако тогаш бевме дел од мнозинството, за да се изгласа таква иницијатива. Така да нашето искуство со ВМРО во соработката било до сега дека се неблагодарни, дека се тесно гради, дека едноставно имаат краткорочни бизнис интереси на себе, ова ништо не ни изненадува. Ние како советници 3 години зборевме дека они го блокираат градот и сега едноставно само има резултати. Добро е што се вакви резултатите, затоа што можеше и да биде полошо, можеше да се борат резултатите во изгубени животи на граѓани на Скопје, затоа што работите се стварно дојдени до зид. Не знам каква е ситуацијата, знам дека нивниот управен одбор го блокираше тендерот за набавка на хлор за водовод. Тоа е опасна работа. Значи тоа кога би дошле до ситуација каде што нема резерви на хлор, водата у Скопје би требала да се прогласи за техничка вода. Значи навистина можевме да имаме резултати погубни. Тоа ВМРО го правеше? ВМРО го правеше, апсолутно, да. Значи на крајот, види, на крајот ќе излезе во право Христијан Мицковски кога кажа да Даниел Арсовска е најспособниот менаџер. Основно ти кажу. Со такви спреги, со вакви сопки, со вакви шеми прајање, да ти функционира цел град, предпријатија, автобуси, не знам што. Не, градот е у очајна состојба и можеше, ја ви велам, мене ми е мило што нема уште пострашни, да, не, очигледно заради кого, Ај пуштете да видиме како изгледаат предпријатијата и општините, например, ево Гостивар, например, како изгледа. Не ви се спремни? Например, Гостивар нема исчистено ѓубре, нема депонија, истураат кој ќе стигне, предпријатието има 100 милиона долг, али за Гостивар нема моабет. Нормално. За таму нема, разбираш, таму е Таравари, таму е многу добар Таравари, супер е, прекрасен човек. Нече не е ни Таравари, не знаеме ни името. Веде тој некој таму. Мислено и тој закон како го сменија човече само за да задоволат коалицијски интерес за мир у куќа, сменија да може веде градоначалник да тера да избори. Абе, автократска, недемократска, криминална олигархија. Тоа е, значи тоа е уредувањето во Македонија. Тоа е тоа. Нив им беше целта да дојдат до власт. Целта да дојдат до власт и беше... И сега дебат мамата. Да. Да. Нецензуриран да биде. Да покрадат све може. Така е.
Што се дешава се со нивниот рейтинг, со поддршка ми, што со луѓето што ги гласаа? Затоа што во Македонија во политиката влезот во политиката се гледа како начин човек да се збогати. Да. Тоа е просто и они влагаат со тој мотив во политика и сега ти кога ќе дојдеш во ситуација, чекај, овој политички чекор може да ме кошта за година ден или за 2 години, ама ќе ме кошта и да не ги го зајам ова милионче у джеп. И сега кога си влезен со мотиви за профит од политика, нормално дека во такви пресудни моменти ќе ти биде битно да се збогатиш. Едноставно толку се слепи во желбата за збогатување и да го задоволат нивниот малограѓански порив за луксузирање за саати од по 45-50 илјади евра во држава која е сведена на ниво на микродржава во европски рамки, едноставно нормално дека ќе имаш ситуации каде што Африм гаши рейтингот ќе ти го уништува, да дојдеш до 500.000 гласови, пола милион гласови и ти уместо да го негуваш тој контингент, ти да дозволуваш Африм гаши со свадби да ти го уништува тој рейтинг, тоа е едноставно баце затоа што многу ти е мило. Еве, Што можеш да правиш со кешот? најголем должник у државава, доспеани неплатени обврски, ЈП за комунални дејности, комуналец Гостивар. Да бе, тетова што беше предходно Не, бе, цело време должник, сега Гостивар. и Тетова тоа си е тоа. башка и тетова си е. Да, тетова знам дека имаше рекордни суми, да, како општина, да. 100 милиона дека долгот. 100. Ами сега у аеродром, колку долг има аеродром? 100 милиони евра Гостивар дужи. Комуналец. Комуналец Гостивар. Да, бе. 100 милиони евра. Еве ти, што пишува овде? Не да гледам, свано. Доспеани а неплатени обврски. Тоа се милиарди Да, бе, денари. брат. Да, бе, брат. Да бе брат, еве ти 10 бројки има брат, 9 нули. Дали се вие нормални? 100 зашо дужи? Вторе, Имаме Нова сликите газ Скопје и трете АДМЖ транспорт. Дечки, дајте да се свестиме, ова стварно не е нормално, не, ова стварно не е Имаме нормално, Гостивар мислам. како изгледа со ѓубре контейнерите чудото. Сакаш да видиш како изгледа Гостивар со имаше ѓубре? фотки, знам дека имаш. Не бе, Гостивар како изгледа со ѓубре, само моментално. Вие треба да имаат со Тесла да го собираат ѓубрето. Тесла Не не може сега да не Да, растеме. да. Не, ова не. Луѓе, мораме да се свестиме. Значи, дојдени сме до ситуација каде што више у ѓубре почнуваме да се давиме додека предпријатијата доаѓаат до милиарди долгови. Значи, мораме да се свестиме, ако не прекинеме ова да го правиме, тие што ќе останеме овде, на крај у ѓубре можеме да се Еве сега ќе ги видиш. закопаме. Сега ќе видите како изгледа. Пошто со Гостивар. ваков долг на комуналното треба можеш да лижеш улица и да Реално, со ваков долг. да. Да, сега, еве сега. Еве ви, Светна да биде. Не, со ваков долг мислам дека треба некој да ај иде у пушти ги затвор. слики да видиме Да, како е, изгледа баш така, Гостивар. баш така. Ко за пример го земаме Гостивар, да не правиме овие Битола, не знам, Радовиш. Тоа е истото што го зборував преска додека Панче Тошковски ќе се шета, нема да излага на пресови. Ќе бркаат деца на веспи. Апсолутно, нема да држи пресови кога му се случуваат убиства во главниот град, кога Мицковски ќе оди по комицки вечери уште како да е лидер на културно-уметничко друштво, а не на влада на Република Македонија. На како Ќе имаме друштво? вакви на културно-уметничко друштво, значи стварно по Не, брат. Он е председател на косплей друштво. на косплей друштво, Косплей. комицки косплей, апсолутно. Комицки да, косплей, да, да, скроз, Модерното косплей. скроз. Значи ова ќе Еве, бидат резултатите. Како изгледа Гостивар со 100 милиона долг ЈП комуналец. А опа, љулиште, Циклами. цвечара, Цикламија. Брат, цикламија. единствено ако имале нуклеарен отпад кој го исчистиле, па ова е сега другото што останало, им го признавам. Нуклеарниот отпад е саниран, Можда у Чернобил. сега е само комунален отпад останат. Да, бе, да, комунален Чернобил. Еј, многу јако, Армен Таравари, многу способен градоначалник. Па да, Ова го каде е залечил на Валаро, градот. Башка и советот е таму нивен, и градоначалникот и советот е на владата. Мислам дека председател И на они- советот ВМРО. Пази, они Или има, генерален секретар ама види, на општина. во општини каде што градоначалниците се на ВМРО и советите се нивни, еве како функционираат, во општини каде што советниците не се на ВМРО,
или се на ВМРО, а градоначалникот не е нивен, онда има блокади и така Апсолутно. натаму. Разбирам. Да. А оваа последна слика што ја пуштиве од денес. Позадолжија Ама гледа општините, каков е нов ги контейнерот. уништи, Да. Ги уништи. Овој вреди цирка 2000 30.000 евра го имаат У Охридци купено. продржува соработката со Нефи, Да, не да. прекинато. Ај пушти оваа последната слика од денес. Да. Ова е пред некој ден. Тоа е. Многу јако овие градоначалниците на ВСМР, што тоа е една јако, што да ти кажам. А замисли Коце Трајновски за еден месец успеал да го консолидира финансиски сум и фрапиран. по Македонија па. Јас сум Абе фрапиран. дај жити све да. Тие Абе дај. од тие способности. Абе дај жити. Таа пропаганда ги уби. Тоа лажење ги утепа. И уште ги убил. Тоа лажење, таа пропаганда, тоа фалење и self-centering, тоа ги утепа нив напред од 2016. И сега ќе ги дотепа. Па мислам. Што би дека- рекол Стив, како викаше, му се одмиливте и на народ и на Бога. Да. Му се смучивте и на народ и на Да. Бога, или како викаше Стив. Еве ова е денес. Еве гостивар. Да не биде дека не е, има и таблица. Страшно. Човеков у Кола кола не не може да да влезе. влезе. стварно. Може и ја фрлил и он ѓубре, ја не знам стварно. Не можеш да процениш дали е дел од ѓубрето или не. Страшно. 100 милиони страшно, евра дужи. страшно. Сори, ние дужиме кој ќе размисли. Зендер Кейдж вика кај да ти пуштам слика од фонтаната во Прилеп. Ај пуштате го бројот. Зендер, сега ќе имаме бројче тука на екранов, ќе го видиш бројчето и на него на Вибер ќе ни пуштиш слики. И А, се ние загадувањето од цементарница Усие што ќе каже? Што ти кажам? Данела отиде поднесе кривична пријава за загадувањето на Усие. Еве се смени власта, никој ништо не прави. Претходната власт никој ништо не превзема. Тоа е тоа. Мислам дека само вие Ние иницијатива имавме за вонреден инспекциски надзор всушност у Да. истото тоа време како градските власти, ама беше дадено негативно мислење од инспекцијата од Министерството за животна средина која има таков сертификат за вршење надзор на такви капацитети, иако исто мислам дека е бирократска глупост, ама у суштина да, владата и минатата власт и Мислам оваа дека власт. градот Скопје се ангажираше независно вештачење. Добро, тоа да И окей, ама имаат значи резултати они. властите едноставно, ама добро, Усија им е спонзор на ВМРО. А на ВМРО, така Усија е еден од главните спонзори. Да, еден од главните донатори, така Така е. да Да. не, страшно е ова што се случува и повторно Ја не знам како резултатите не се додека тие, ВМРО со серии ќе Ама- учиме јазици. Така е, додека ВМРО ДПМН лаже дека они многу за народот се борат, зимаат пари од тие кои што ги трујат Скопје. И се не се лажеме дека они кидат кај затвора. Се што оваа влада има направено од 28 мај до сега е во корис на олигархијата. Преку законските измени на Николовски во корис на урбаната и градежната олигархија. Измените во Зороду да се задоволи енергетските апетитите кои ги има Мицковски заедно со неговата клика во енергетскиот сектор и за задоволување на внатрепартиските апетити. Значи, буквално секои законски измени до сега единствено им ја признавам измената за економски директори која гласавме, тоа е единственото нешто окей што си има десено до сега, ами тоа е 10 години подоцна него што требаше да се направи. Све друго е во поглед на олигархијата. Значи и ребалансот на буџетот беше направен така, не беше издвоено за образование доволно пари. Да не зборуваме тоа дека жутите синдикати кои беа блиски до ВМРО ДПМН во текот на нивното време во опозиција бараа некои работи кои сега воопшто не се забележани низ ребалансот на буџетот Не, во некако поглед Сега, на- сега, сега Ништо, ги, ништо, сега ги апсолутно. напаѓаат дека сакаат да дестабилизираат државата, дека работат за СДСМ, ги прават будали, вика ја немам потреба Мицковски тоа го кажа во интервју, немам потреба да се среќавам со синдикатите, кај беа да се Затоа што среќаваат со мене дека бе во опозиција. Ама не, мене тоа не ми изненадува, затоа што народот си знаебе што гласа човече. ВМРО во својата изборна програма немаше посебен осврт на работниците. Значи немаше во нивната програма, ако ги поделиш вака програмски деловите, нема дел за работниците, иако работниците се кичмата на оваа држава.
во програмата за владата, работникот беше иземен во трипартитниот диалог помеѓу државата, стопанските комори и синдикатите, синдикатот беше иземен во нивната владина програма. И едноставно, све ќе биде понатаму, на крај видовме како се понаша Бранко Азевски со Мицковски, се виде кој е газда во таа динамика, мислам, кога беа заедно на пресконференција. И сега не ни изненадува дека ќе се испостави точно дека ВМРО ќе оди во авантура и на воведување повторно недела за работен ден. Тоа исто нема да ни изненади. Платите нема да се покачат. И тоа едноставно со владата на ВМРО. Ми пуштија моментов и од Куманово колкави долгови имаат. Колкави долгови имаат општините. Нефункционалните, Скопје било нефункционално, ова, она, Арно, ама сега луѓето како слушаат, Чекай малце, само ова не знам дали е. Кој е, брат? Да, видам. Што? Добро, вие се должници, што? Листа на должници 2024, Тетово, јавно комунално предпријатие, должник ДДВ 97 милиони 608 Тоа е за милиони. ДДВ. Да. Чистота и зеленило НП, па две Д Гелбери Јопа Команово 104 милиона дужи. Инвест Груп, ова она, овие се јавно достапен документ, ова бе пајти. Ова е за ДДВ, пуштете го бе. Само ДДВ, а на пример на 100 милиона ако е ДДВ-то, тоа би било колку излага? Ако е 100 милиона ДДВ, тоа би било, мислам 5 милиарди. Тоа би било 80-90 милиона евра. Страшна работа. Страшна работа. ВМРО-вски комбинации. Ајде да видиме колку дужа способните градоначалници со. Не, аеродром е урнисан, аеродром е у долгови хаос. Аеродром е хаос во долгови. Не, утре ќе има утре ќе побарам јас од финансиски листа на должници. Да бе да ја пуштете, ајде. Многу јако. Ова е во аеродром. Браво. Браво за Тимчо и за овој новиот. Многу јако. Дејан. Дејан, да. И пак му идат овдека за негови ги со пак комуналеци ги собираат, му помагаат. Ај друго. Не од почање ми пуштија, чекајте. Не може од почање. Ајде пушти друга. Дајте ги тие долговите да ги видиме кумано. Многу јако. Многу Дејан, Тимчо, тие советниците способни, ептен, јако. Многу јако. И Куманово, Куманово кај што се функционира веќе ова, Да, у Куманово, оваа коалиција способни од ВМРО Максим, знам вреди. Советници, дајте од Куманово бе. Да, Куманово е владава во мало, веќе функционира таа коалиција 3 години таму. Вреди Со знам и меморандум за ВМРО, соработка. Да. Да. Еве Тимчо, многу јако. Чисто за запознавање за гледачите, тоа што не е на булевар, си е на општината. На што ни изгледа главниот град? Аеродром? Многу јака. Не, ја спроведува, многу јако ја Многу спроведе јако. аеродром. Ова е Мораме на паркинг меѓу згради, тоа си е одговорност на општината. Многу јако направила општината, све. Еве го, Ова е листа на должности. чистота и зеленило, НП, ДХ, добро, не е битно. 104 Куманово. милиона. Тетово, јавно комунално предпријатие, над него е 110 милиони. Должи ДДВ. Многу јако. 5% ми пиша дека е ДДВ, не сум сигурен. Значи, ова е 5% од целосната сума што беа должен. Што потрошил. Страшно. Значи. Леле. Способните. Способњаковичи. Вундеркидови. какви криминалци. Криминалци, бе. Какви Абе, криминалци, брат. Ноторни криминалци. Што ова Кочани? Кочани ова? Многу способен тој. Од Кочани посебно. У Кочани кога ќе идеш, кога ќе ме видат у Кочани, пошто идам таму, кога ќе ме видат у Кочани ми кажат што си тепавте без мене? Видиш што направи. Не бе, ние сме криви. Ние сме криви. Колку што со ако се 14 гласа те Вика, види што направивте. Ова ми зборат у Кочани луѓе. Вика, гледа што направивте. Кога бевме нели анкета кога правевме, Имаше игралиште таму, колку луѓе расторено. Вика за ова гласавте.
улицава вика овдека ја направи претходниот градоначалник се растури, овој нема фрлено лопата асфалт. Вика за го. Ете го игралиште. Ете. Не искосул треба. Прашума се направил. Господи Боже. Амазон благодарност. Да се свестиме полека, озбилно. ВМРО не сме да ја добија поддршката која ја доби на претходните локални избори. Ристе Манев пишал, неготино 50 куќи и они удавени. Ау да бе, сега ме подсетија. Општина аеродром има склучено договор со фирма, мислам дека се викаше Река Интернационал. Собственикот на таа фирма е донатор на коњаницата. На коњаницата. Да бе, да. На коњаницата имаат подпишано договор за собирање ѓубре и депонирање на ѓубрето низ општината. Парите му се платени, ѓубрето 100. Ѓубрето не е собрано, не го собира, а еве гледаме, а парите им се платени. Значи, општина има платено за по однос на тендер, а овој не го собира ѓубрето. Неверојатно, неверојатно. Не, тоа е паралелната реалност со ВМРО кога е на власт. Истовремено, горда коњаница патриотска ќе дојде на Мечкин камен, каде што ќе се збори двојазично и каде што северна во секоја пригода ќе се спомнува. Тоа е паралелната реалност на ВМРО ДПМН. Тие стварно пробуваат да наметнат дека едноставно ако ставиш розови очила дека не е толку страшно. Тоа има, сега има последната стратегија има тоа, едноставно дека мене работа на перцепција е веќе. Значи работа на перцепција. Ова сега во моментов како ми изгледа дека имаат кренато раце. Од тоа да навистина направат нешто што ќе ги запамтат по Нека креваат раце што сакаат, нека Не, прават, значи многу е просто. Говорам за Дечки, решавање до на 2025-та ќе биде вака што ќе биде. 2025-та. Многу е битно какви резултати ќе имаме на изборите. После 2025-та можеме и да формализираме дека левица може да стане и формално лидер на опозицијата и Димитар Апасиев лидер на опозицијата. Се додека го имаме доктор Филипче, кој го нема никаде во собранието и нема да може да одговори на овие баханали на ВМРО ДПМН и на овој начин на владење на ВМРО ДПМН, ќе имаме и такви резултати. Затоа е многу битно 2025-та да се размисли каде ќе се даде поддршката, затоа што после 2025-та може да се издействуваат и предвремени избори и да се стави предвремен крај на оваа агонија во која се движиме со ВМРО вреди и со знам.